во 3D диагностичкиот центар во Скопје. Во овие минути за стоматологија ќе зборуваме за ендодонска терапија на зап, односно за лекување на запот. За ова ќе зборуваме подетално со нашиот денешен гостин, кој што е повторно овде заедно со нас, доктор Ѓорѓе Гудев. Добре ни дојдовте повторно. Здраво. Ајде веднаш да започнеме со тоа кога е потребна ендодонската терапија или лекување на запот. Ендодонската терапија е потребна кога веќе забот почнува да се расипува, тоест кога имаме длабок кариес кој што стигнал веќе до нервот. Исто така може да се примени ендодонска терапија кога веќе имаме некоја инфекција во забното ткиво околу коренот и внатре во забот. Тоа ендодонска терапија исто така се користи и кога некојаш забот ќе се скрши или ќе пукне и е потребно лекување негово. Докторе, тоа значи дека ова може да му се случи буквално на секого? Без разлика на возраст? Да, без разлика на возраст. Секој може да има расипан зап. Докторе, бидејќи се наоѓаме во 3D центарот, веднаш би ве прашала колку постоењето на овој центар ви помага и ви олеснува работата во однос на ендодонската терапија? Постоењето на овој центар во Скопје многу ни олеснува нашата терапија, бидејќи тука може да направиме 2D и 3D дигитални снимки и исто така дигитално водена ендодонција. Така, значи најнапред започнува на овој начин. Пред да се започне ендодонската терапија, потребни се 3D снимките, претпоставувам. Ајде сега веќе да одиме подлабоко, односно како се одвива процесот на ендодонска терапија? Епа вака, значи најпрво пациентот кога ќе дојде, ние е потребно да го едуцираме. Пациентот мора да знае што ќе се прави, како ќе се прави и кој би бил исходот од таа терапија. Откако ќе се договориме со пациентот се прават, како што рековме, снимките и се почнува со терапијата. Терапијата почнува така што првин се анестезира пациентот на тој зап каде што треба да се работи. Подоцна се поставува кофердан, кој што ни помага во изолација од плунка, од крв и од други работи што не ни се потребни за време на лекувањето. Со помош на микроскоп, на дентален микроскоп, ние го отвараме забот, ја чистиме забната пулпа, вадиме се што е воспалено, инфицирано и продолжуваме со механичка и рачна обработка со специјални инструменти за таа намена. Откако ќе завршиме со обработката, забот се суши, се измива со специјални средства натриум хипохлорид и физиолошки раствор и е спремен за понатамошно обтурација, тоест полнење на каналите. Откако ќе се наполнат каналите, повторно се прави, како што рековме, снимките, интраорални снимки, да видиме дали се е во ред со полнењето. Ако е задоволително полнењето, ако мислиме дека се е во редо, тогаш пациентот се праќа за следна фаза, тоест за дефинитивна изработка на пломба или на некоја протетско помагало. Докторе, би сакала да ве прашам, рековте дека најнапред разговарате со пациентите, што е оно што треба да го знаат пред терапијата пациентите? Да. Значи пациентите најпрво треба да знаат кога ќе дојдат пред терапија, како и пред секоја процедура, треба да се одморени, најадени, релаксирани. Во случај ако има некоја инфекција на забот и на коренот, треба или некој оток има, треба да се пијат лекарства, препишани лекарства за да се намали отокот пред да се почне. И после тоа, значи им препорачуваме задолжително после неколку месеци од кога ќе се заврши таа терапија, да дојдат да направиме повторно контролни снимки да видиме дали терапијата е успешна, дали нема некои повторувања, дали нема потреба за да се отворат поново забот. Така, треба да се направи контрола после неколку контрола обавезно месеци. Што се случува, односно што би се случило доколку не се направи ендодонска терапија на зап? Доколку не се направи ендодонска терапија на зап, забот ќе резултира со негова екстракција, тоест вадење. Ако ќе се извади зап, се вади здрав орган, ќе мора да се постават импланти, кои што кошта многу повеќе од веќе забот што го имаме, што можеме да го излекуваме, кој што може да биде во функционална состојба во устата, дали за протетско помагало или само за пломба да се стави. Така, и ете, за крај, да го заокружиме разговорот. За крај, препорачуваме на пациентите редовни контроли, редовни снимки да се прават, барем еднаш годишно, за да се следи ситуацијата во устата, дали има некој расипан зап,
или ако има да се санира редовно, да не дојде до негово вадење или евентуално ендодонтски да се лекува, да може да се спаси со време. Ви благодарам многу за тоа што бевте повторно со нас и што поразговаравме за уште една тема поврзана за стоматологијата. Мило ми беше сум овде. Почитувани, ви благодариме и на вам што погледнавте уште едно издание на Минути за стоматологија, да ја унапредиме стоматологијата, да го направиме животот подобар.